Hello! Сега малце ќе зборам за новиот Windows. Каков е, што е, начини на инсталирање и така натаму. На 5 октомври 2021 година се појави Windows 11. Како може да го спуштите? Ќе се напишите на Google или на Bing Windows 11 download и ќе кликнете на првиот линк и ќе ве одведе на страната на Microsoft. Таму има 3 начини за спуштање на Windows. Првиот начин е со Windows 11 Installation Assistant. Тоа е програма која што ќе ви кажи дали системот е подготвен за да го има Windows 11 и да продолжи со инсталација. Вториот начин е со креирање на Windows 11 инсталационен медиум, кој што може да биде USB или CD, и тоа се прави со помош на Windows Media Creation Tool. Третиот начин е со спуштање на самата инсталација, односно со спуштањето на самиот ISO файл. Затоа треба дојдете во Select, во Windows 11, па да кликнете на Download, па да изберете еден јазик, да му лупните Confirm и ќе почне, тоест треба да одберете дека да 64 бита и ќе почне да се спушта. Сега, знаеме дека бара да има TPM 2.0 модул, но јас му најдов начин вчера и си го инсталирав без самиот модул. Ајде да видиме како. Сега го пуштам да видиме какви анимации има. Имам гледано на интернет, ама сакам да видам сега одма. На лице место. Коцката е подруга, ама камерата не може многу да долови. Ќе видиме. Ринги шпил. Кој ги шпил се врти, за така викам. Тоа го запев. Сега ќе видиме анимацијата за пуштање и звукчето. Вака дърдарам, дур не свирни. Најаве екрана за велкам. Тоест, за оваа верзија немам гледано ништо за оригиналот, туку горе-долу ќе гледав за оние неофицијалните верзии што беа. Добро што познате дека звук нема, треба изгледа да се намести. Ајде ќе видиме. Мислев ке има анимација, ама тоа беше изгледа само оние демо верзиите што беше. Ова не ке да има. Тън. Ете звук. Добре. Ајде да видиме на брзина што има во Windows. Значи, кога е инсталиран иди со ова светла тема. Долу го имаме старт менито кое што е поставено на средина. Значи, јаве го логото, убаво си пиши долу старт
Вака ќе зумирам за поубаво да се гледа. Search barот. Еве, екраните, десктопите, биджети. Добро, сега овде треба да сум најавен, ама јас си го инсталирав без Microsoft акаунт. Одиме потаму. Чат. Ова треба да е валјда Microsoft Teams, пошто валя дека ќе биде интегриран. Ма шо сака некај, нема врскане. Не ми е битно. File Explorer-от. Edge браузерот и Microsoft Store-от. Бегај. Кој ќе го отвориме стартот, изгледа вака. Ова ме потсеќа на некои дистрибуции на Linux, но исто така и ме асоцира и на она Debre, како се викаше, една верзија на Windows што беше Windows X, што не потраи многу. Генерално вака се наредени апликациите, се пинирани. Овде са овие што се скоро инсталирани. All apps, овде ги имаме сите апликации излистани што се во нашиот компјутер. И овде си бараме, например, ке речеме калкулатор, кал ке напишам, јаве. Вади, например, што има зборо кал. Океј, тоа е за стартот. Овде што имаме? Овие кончињата. Како што имаме, ама може да забележиме дека овие му се заблени. Иначе еве го даа Teams-ето што реков. За чатот бегај, неќам да ми бидеш пуштено, тргни се. Дај малце да подзакочи, ама тоа е тоа. Сепак и малце постаре компјутерот, ама и секогаш авие по новите верзии. Тоест, кој ќе се пуштат направо, знаат да имат по некој баг, ама never mind. Еве го ова за јазиците. Значи да си мандаме македонски или англиски. Шо имам овде? Ова, како се вика, појма немам. Ама, имаме, гледаме за Wi-Fi-то, кој ќе влеземе таму ни ги листа мрежичките, авионскиот режим, ноќно светло, знаете онако ке зашолти екранот, бегај бе, hotspot, focus assistant, за апликациите, accessibility, аве се кратенки вече. Аве, за sticky notes не ми треба. Ако сакаш моно аудио, бега бе, пак ми се скри. Елавамо. Accessibility. Моно аудио, наратор, color filter и така натаму. Еве го за звукот. И гледаш, дури е сменат звукот. Шо е во стилото, бе? Да ги пинираш или да ги анпинираш, јас немам. Вака, бе, ќе го анпинирам accessibility, например, за да видиме се проба. И ќе го додајме, еве го пак. Океј, се враќаме тука.
Mavаме za zvučnikot, go to settings, edit, quit settings. Sada vidimo što je ova. Ako ajme v settings, ne nosi tuka. A ako ajme v quick settings, še ne nosi. Baj ništa je pak da gi trgame, dobro. Znači ne gavadi kako onda ko će manevme mikseri to ono direktno da ne nosi v control panel, tukaj ne nosi v opcite. Ajde. Kajme v go settings. Go to settings pa to čo se vika. I da vidime šta imame tukaj. Demek što da sviri. Sakamo na zvučnici. Ne segle. Temničko, nema vrska. Evo gi zvučnici takoj se, znači kažva дека imam speakers. To high definition audio device. Piši što provider je Microsoft, da me koga je driverot instaliran, koja verzija je na driverot, da čekirame za update-i. Sada tukaj imame, znači da si gi izberimo onije kvalitetite. Dobro, imaš i ti v drugите Windowsima, najbolje na ovakav način prikaženi v settings. Znači nivото на левиот канал, нивото на десниот канал. Дали сакаме да го подобриме аудиото, тип, Windows Sonic for headphones. И друг пат го имал ова и во десетката, ама никогаш го немам пуштено и појма немам шо е. Значи ова е за аудиото. Во settings ке се вратиме подоцна. Сега, еве го менито. Еве view. Значи, знаеме, за икончињата да се large. Не икам large. Да се medium. Medium е најтаман. Малечки. Добро, овие веќе ги има во сите опции, демек дали да ги нема, дали ги нема. Не прево сите опции. Сакам да речам дека сите овие опции ги има и во другите Windowsi. За сортирање ова, она, ама гледаме дека се е заплено сега значи во овој Windows. Display settings. Пак не носи во settings, ама ќе ги гледаме сите settings и раковме после. Персонализација, знаеме дека ова е за темите. Ајке. Почнеме од ова и ќе одиме со другите settings. Ја имаме теми. Значи, со ова тема е инсталиран самиот Windows. Имаме темна тема. Ете ја. Ваква тема. Пише би имење како се вика, да. Значи, ова се вика Dark и има една слика. Ова се вика Light и има една слика. Ова се вика Glow и има 4 слики на позадина. Ама немам сега да ги гледам кои се, што се нема врска. Ова се вика Caption Motion 4. Чекај, не ја видов мава. Glow каква е. Така. Еве Caption Motion. Sunrise. 4 сличиња. Светличка и таја. Една слика рековме. И ова шо е бре? Flow. 4 сликички и та има светло старт мени, ама ова мене ми е топ. Вака ми е пауба. Бекграунд ги имаме позадините. Еве ги сите. И знаеме ние веќе нормални опции. Че се како да биде, дали да биде слика, дали да биде боја, дали. Да се одбериме сама слика, например. Ама не икам што ќе ми имене. Нити имам слики, нити пресне преинсталирам. Добро. Нема врска, ќе се вратиме вака назад. Ајме сега ќе влезем малце во кантата или во компјутерот, нема врска. Гледаме дека
икончињата се доста променети. Не се исти како што беа. И овие папчињава се поинакви. Ама гледајте се, ако кајте во this PC, кој ќе маните на диско properties, не излегва одма опа! Значи, гледај, не можеш одма да влезеш, туку треба да show more options и дури тогаш properties. Ова го барав. А вчера ова не ми излезе. Сега го заприметив. Значи, јас вчера само го инсталирав овој системот, ама не му ги гледав многу карактеристиките. Тоест, не го барав ова, бе нема врска. Друг ми беше маметот. Ова сакав да речем. Не бре, нема врска, не знам, друго ке барав, ама сеедно, ојме назад. Во систем. Што имаме во систем? Значи ни го кажува како се вика самиот уред. Можеме и да го смениме, ама не ќам. OneDrive, Windows Update, имаме за дисплејот. Опции. Night Light, дали да биде HDR-ова она. Добро, не вика не можеме да ти покажеме HDR, демек немаш кодекси, па може и вистина да инсталира вчера, нема врска. Ова има генерална слика за Windows, да видиме. Резолуции, бла 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 бла. Што имаме овде Advanced Display, добро. А бре, она типа на екранот, демек. Ама и овде кажува различни опции за екранот, значи модот, резолуцијата, длабочина, формат, color space и така. Натаму бегај назад. Сакам да се вратам. Еве ги тие опциите за звукот што ги зборав прега. Затоа реков дека ќе ме во опциите, за да немам. Сега, например, да кликам тука, овде да речеме вака, па додам во опциите вака, барем ќе влезам и ќе тераме, ќе гледаме. Шо има? Ојме назад. Друго имаме добра опција за нотификациите, Focus Assistant, Power Storage. Значи информации за дискот е ова. Multitasking. Шо? Snap Windows. Она опцијата што беше за поделени екрани. Power Storage, Activation, Troubleshoot, Recovery, Proactory. Што е ова Clipboard? History. Ова е најверојатно во Linux Mint или не во Linux Mint, не знам, имаше на дистрибуција на Linux кој ќе се копираше, правеше овде долу една историја кој ќе се кликнеше на него, демек да ти памти. About. Во About кажува што има, како има. За ова ќе велев дека сега Advanced System Settings се преместено овде. За ова ќе велев. Бре, после ќе те досредам. Сега на сред видео најде да ми се појавиш. Ова знаете, што е, нема врска. Bluetooth опции поврзани за Bluetooth, знаете, она за додавање, бла 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 бла. Network и интернет, personalization. За старто ќе кажував. Се не знам дали тука беше.
за да го дајсите тука или во таскбара. Имаше негде само. Кај беше? Да го најдеме та чудо. Ај белјаве. Не знам. Сега, ако сакате да го исклучите ова, за да не ви покажува. Демек што сте барале, како сте барале овде. Значи во Personalization, во Start и ова. Го гасите. Show recently opened items. И нема да ви кажува. Абре, кај беше тоа за старто се? Имаше бре опција, знам дека еве го во taskbar behavior. Значи, сакате лево, сакате центрирано. Apps, опции за апликациите. Ова првото apps и features. Имате инсталираните работи. Можете да си инсталирате тука. Default apps, знаете шо е. Не мора да објаснувам. Offline maps. Опционални работи, демек да инсталирате нешто плюс. Во други Windows ги има. Апликации за веб страни. Добро, можете да исклучувате да дотрвате такви работи, тоа е сето apps. Accounts, знаеме. Да си направиме Microsoft акаунт, да се логираме, да се одлогираме. Time and language, еве за дата, за регион, за пишување. Тоа наверојатно тука тастатурите се додават. Да бе. Speech. Не знам шо е. Никам не се замарам со него. Accessibility, еве ги. Само овде ги има повеќе работи. Например, ете за големина на текст. Визуелни ефекти, бла 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 и така натаму. Не навлегувам многу длабоко во нив. Privacy security. 100% ова е Defender, тука го има, да. И други работи што се поврзани за безбедноста на компјутерот. Windows Update, како Windows Update, се знае. Install now, ево имам апдейт и ќе му манам Install now. И ќе си чекам. Генерално, тоа е тоа. Еве овде. Сато, кој има долу. Форматот му е на тој начин, така што го пише сатот. Месецот, денот и годината. Генерално тоа е тоа како изгледа Windows 10. Мислам дека се опфатив, така да се одјавам.